Наредните минути ги посветуваме на темата на денот. Токму така Австралија почна, меѓутоа Европа на големо ги следи нејзините чекори, воведуваат мерки за подобра заштита на децата на интернет, од ограничување на пристапот до социјалните мрежи до задолжителна родителска согласност и построги правила на платформите. Дали Македонија размислува за вакво нешто, ќе откриеме во продолжение од Гордана Клинчарова, државен секретар во Министерството за дигитална трансформација и национален координатор за безбеден интернет. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Како што кажавте, во Австралија беше забрането уште минатата година пристапот на интернет за популацијата помало од 16 години. Европските земи размислуваат. Минатата недела Франција најави дека ќе бидат подпишани законски измени кои што сака да ги воведат од септември кога децата ќе се вратат во училиште. Меѓутоа, голема пречка е како на социјалните медиуми да се идентификува лицето кое што сака да се регистрира. Значи, се уште нема никој ефикасен начин каде што може со сигурност да се провери возраста на лицето кое што пристапува на социјалните медиуми. Ние како држава ги следиме европските трендови и европските практики ги реплицираме во државата. Отворени сме за комуникација и со невладиниот сектор, и со родителите, и со наставниците. Меѓутоа, сметаме дека секоја мерка која што е премногу ригорозна и каде што немаме никои претходно видливи резултати кои што се покажале како позитивни и сама изолирана како таква не би дала некој сигурен ефект. Во Австралија, како што спомнавме, се забрани, меѓутоа тие отворија паралелна платформа и направија сива зона која што после тоа не можеше да се регулира. Така да младата популација во денешно време е многу попаметна и многу повешта, така да мислам дека треба на секоја мерка предпазливо да се пристапува, односно може па и да почекаме да видиме какви ефекти и резултати ќе даде во европските земји. Еви Британија имаше некој се размислува за временско ограничување, односно автоматско исклучување на апликациите навечер до 6 часот наутро, меѓутоа постои можност да се изигра и да се изманипулира системот, како што и вие рековте, млади, односно децата многу повеќе го разбираат интернетот. Так. Значи не може со сигурност да се практично не можеме да се осигураме дека ќе функционира. Па да, вакво нешто. Се докажало дека не може. Еве на пример и апликациите каде што имаме за родителска контрола на време и на тоа што гледаат децата, го овозможува тоа. Вие можете на детето да му да му инсталирате апликација преку која што ќе следите и гледате што гледа во кој период од денот и колку гледа на одредена апликација. Значи, сепак мислам дека сите треба заеднички да пристапиме кон проблемот и повеќе мерки одеднаш да се реплицираат во државата. Значи, самата едукација во училиштето, едукацијата од страна на државата преку едукативни видеа, како што кажав, отворен центар имаме во рамките на Министерството за дигитална трансформација, кој што работи секој работен ден, може да се посети центарот. Секојдневно се ставаат на страната на МКСФ.нет едукативни материјали, едукативни видеа. Исто така видео имаме снимено кое што оди на македонска телевизија, на детската програма секој ден. За време на викенди се пушта и на првата ваша програма. Така да родителите исто преку контролата дома и преку тоа што, например, ако вие како родител му дадете на детето на 5 години телефон, тоа ќе стане зависно. Сепак треба и ние како родители да бидеме свесни кога треба да му го дадеме апаратот на детето. Има многу други едукативни програми, едукативни игри. Па дури подобро е да телевизор да му пуштите да гледа некои анимации, отколку да му дадете таблет или телефон за да не ли го купите мирот во одреден период од ден. Постои ли можност за законски измени? Како да ви кажам, значи, еве, ако европските држави веќе го прават тоа, значи сепак постои можност, меѓутоа прашањето е колку тоа ќе даде некој сигурен резултат и ефект. Значи, сепак треба некоја подлабинска анализа и дискусија од сите засегнати страни, и родителите, и наставниците, и државата, невладиниот сектор да се вклучи, за да видиме што би направиле ние со тие законски измени. Лесно е да се направи законска измена, меѓутоа ако е таа неприменлива и не може во реалноста да се спроведе, тогаш џабе ни е напишаното. Постојат некои конкретни мерки што ние ги применуваме во овој момент како министерство и како држава за ограничување на интернет, не само ограничување, туку за заштита првенствено, како што е практично и вашата. Так. Министерството за дигитална трансформација имаше проект преку Дигитална Европа, каде што заедно со нашите копартнери државме обуки во средните училишта, обуки и на наставници, на ученици и исто така на родители.
Преку тие обуки ние сакавме да допреме до сите граѓани како безбедно да го користат интернетот, што смеат да споделуваат, кои податоци смеат да ги даваат, со кого да воспоставуваат контакт на интернет, кои платформи се како едукативни кои што се препорачуваат да се користат, а од друга страна се работи и на сајбер заштитата, односно од напади од странски и домашни субјекти со цел да се заштитат податоците на граѓаните и информациите кои што се споделуваат преку интернетот. Дигитализацијата е процес кој што има голем замав, меѓутоа како процес не треба да се плашиме од неа. Дигитализацијата и го леснува животот и на граѓаните и на младата популација. Во времето кога јас сум студирала, ние не сме можеле да дојдеме толку лесно до информации, до податоци за да направиме анализи или семинарски што сме пишувале, дипломски. Сме оделе по државни институции кои што тогаш имале пристап или во библиотека доколку ја начекаме таа книга во моментот дека некој ја вратил. Сега во овој момент вие може да пребарате на интернет и да дојдете многу брзо до податоци и до информации да направите одлични изданија, одлични семинарски работи. Од друга страна, исто така и граѓаните. Ако порано сме чекале на шалтер и сме молеле некој службеник, односно сме зависеле од тоа дали тој е расположен денес или не и дали ќе не услужи брзо или ќе излезе на пауза па ќе го чекаме да се врати, сега ние седнуваме на компјутер или на телефон, внесуваме податоци и добиваме електронски услугата. Не треба да се плашиме од дигитализацијата. До сега веројатно најголемиот предизвик е да се најде рамнотежа како да се усмери користењето на социјалните мрежи кај најмладите, меѓутоа сепак да не им се скрати нити правото да се информираат и да комуницираат дигитално. Е сега тоа како ќе се направи, веројатно тоа е прашањето кое што и регионот го мачи. Да, само заеднички со родителите и наставниците може да действуваме на безбедно користење на интернетот. Како што кажав, државата е по примерот на светските центри, отвори центар во Македонија, тој е отворен секој работен ден, значи секој може да го посети, ние имаме и посети организирани од училиштата, доаѓаат цели оделенија, дури колегите се изненадени какви прашања им поставуваат деца од трето оделение во делот на дигиталната сфера. И вика, испаѓа дека децава од трето оделение знаат повеќе од нас. Мислам, стварно е така. И доколку направиме забрана, а тие повеќе се едуцираат преку социјални медиуми или преку интернет, преку YouTube, ќе направиме само можеби поголема штета да створиме сива зона, како што кажав, и да не можеме да ја контролираме. Треба да ги едуцираме децата преку видеа, треба и возрастните дома да разговараат, да ги насочуваат. Кај родителите, да дојдат да научат нешто ново. Значи, кај наставниците, кај децата има многу поголем интерес отколку од кај родителите. Кога се држале и обуките во училиштата, значи поголема посетеност имала од учениците и повеќе прашања поставувале учениците, значи стварно се заинтересирани и сакаат и тие да се заштитат. Меѓутоа, од друга страна, ние сме тука да им го овозможиме тоа. Родителите некако послабо имаат интерес, некако сметаат дека можеби повеќе училиштето и државата треба да се занимаваат со овој проблем. А сепак дома треба да близина да ја створиме и треба да не бидеме непријатели на децата, туку треба да разговараме со нив и да им објасниме кои се придобивките од интернетот, меѓутоа кои се и опасностите од интернет. Значи повторно се враќаме на она се од дома. Па не само од дома, значи они повеќе од денот поминуваат во училиште и дома. Меѓутоа државата не треба да се изолира, ние треба преку едукативни програми, преку некои промоции, преку создавање на видеа едукативни, промовирање преку телевизиите, да им овозможиме и ние некако вид на поддршка. Исто така имаме бесплатен телефонски број 116111 Ало Бушевко, каде што секој може да пријави одредена несоодветна содржина на интернет. Доколку се примети дека некое дете малтретирано на интернет, значи може другарче да пријави, може наставник, педагог, па дури директор доколку сака анонимно да го пријави. Може и во нашиот центар да дојдат да пријават. Значи не мора да чекаме да се случи нешто големо за да пријавиме. Сметам дека овие примери кои што беа во праксата, родителите кога излагаа на телевизија и кога даваа изјави, испадна дека тие не биле запознаени воопшто, а дека следело претходно некое малтретирање преку интернет. Можеби треба тој страв помеѓу родителот и детето да се отстрани, помеѓу ученикот и детето, да има слобода доколку нешто се случи да пријави прво кај родителот, нели нормално, меѓутоа доколку се плаши, еве може во центарот или на бесплатниот број и анонимен број Ало Бушевко да пријави било какво малтретирање на интернет, сајбер напад на интернет,
па и булинг во училиште, па ние потоа согласно протоколот кој што го имаме донесено во центарот известуваме до надлежни органи. И за крај, може ли да излеземе од тој магичен круг со оглед на тоа дека веќе сите сме зависници од мобилни телефони? Дали можеби треба со оглед на тоа дека веќе некои училишта и го воведува тоа дека треба да ги остават мобилните телефони на страна? Сега не знам, немам точна информација каде тоа се случува, меѓутоа дали ќе треба од тука да почнем? Од најтехнички, најпрости моменти. Не би кажала дека е ова магичен круг, сепак нели ние го олеснува животот и на нас возрастните и на децата. Апсолутно. Ако еве во минатото кога сме почнале да возиме автомобили, и тоа било еден начин сива зона, меѓутоа сме научиле како безбедно да се движиме во сообраќајот. И ова е еден вид на сообраќај, меѓутоа сообраќај во дигиталниот свет. Значи, ние треба да се движиме во дигиталниот свет, меѓутоа треба да најдеме вистинската насока и како да знаеме да се заштитиме во овој свет. Во делот на забраната на телефоните во училишта, јас имам 2 малолетни деца во нашето училиште, значи не знам дали е на ниво на цела општина Аеродром или е само во нашето училиште. До 3-то деление телефоните воопшто се забранети, меѓутоа од 4-то деление завршува таа целодневна настава и телефоните ги носат до училиште, во училиште им ги собираат во кутии телефоните, по завршувањето на часовите телефоните се враќаат на децата. Дури ни за голем одмор децата ги немаат телефоните. Значи свесноста на директорот или на наставниците во училиштето еве на некој начин и помага децата да се отргнат во тој период додека се во училиште од своите мобилни апарати. Долга и широка ни е темата, секако убаво е да се слушне како државата се обидува да ги усмери овие проблеми и како да направиме една побезбедна дигитална средина за младите. Благодариме многу за издвоеното време утро. Ви благодарам и вас на